Се наоѓам во градскиот парк, едно од омилените места на скопјани за одмор и рекреација. Подигната е во далечната 1905 година по налог на скопскиот валија Хафиз Мехмет Паша и се протега на површина од над 454.000 квадратни метри. Во паркот има околу 100 видови птици. Дел се гнездат во него, други пак го користат како попатна станица при миграција. Шетањето низ паркот е вистинско уживање, но може да се случи да наидете на повредена или падната птица. Многу луѓе кои се соочиле со ваква ситуација со најдобри намери се обратиле до зоолошката градина. Но таа е погрешната адреса од повеќе причини. Една од нив е опасноста од птичји грип. Имаме често и јавувања телефонски и лично доаѓаат тука загрижени граѓани, нели, што ќе најдат дали повредена, дали паднат од гнездо, младо пиле или напуштена птица. Бараат од нас помош, меѓутоа согласно законот кој што е и регулативата која што сега на сила за авиарната инфлуенца, имаме забрана за примање на диви животни и мислам и во принцип не прифаќаме животни од природа. Птичиот грип е вирусно заразна болест која што се појавува и кај домашните и кај дивите птици. Ја има во целиот свет. Карактеристично за болеста е што не дава карактеристични симптоми, па тие варираат од благи и непрепознатливи до сериозни, кои можат да резултираат со потполн леталитет и истребување на целото одгледувалиште или на цело јато. Во Македонија годинава имавме 2 случаи за среќа само кај диви птици. На едното место локалитет кај што се појави болеста, имаше угинато неколку диви птици и од превентива уништивме само едно контактно јато на домашни, меѓутоа тие беа негативни. Вториот случај во Свети Николе немаше близина, ништо еден корморан најдовме позитивен. Тој е од пасивниот надзор. Голема е опасноста, бидејќи сега нели со последните случаи блиску е случајот кој што е регистриран во Скопје. Воздушна линија колку имаме 3 километри и во тој случај кај нас има често се гледаат диви, посебно патки и шатки слетуваат во езерцата. Гулабите, чавките, врапчињата, тоа е нели нешто што е неизбежно. И во такви ситуации гледаме нашите животни, нашите птици, во случајов за нели за авиарната инфлуенца, да бидат колку што е можно затворени, да немаат контакт, бидејќи доколку дојде до таков случај кај нас, тоа е нешто што нема да има добри последици. Кога болеста ќе се појави кај домашните птици, тогаш се вклучува алармот. Тоа значи блокада на сите животни таму, нивно уништување во радиус од 3 километри од жериштето, посебен надзор на 10 километри. Кај дивите птици е карактеристично што они може да го носат вирусот, а никакви симптоми да не покажат. И при преселба до контакт со домашни птици доаѓа до пренесување на болеста од дивите птици донесено од Африка со домашните. Тоа е најчестиот начин на донесување на болести и после внатре се шири како и секоја друга болест. И апелираме доколку најдат поголем број на мртви животни, особено диви птици, да контактират или агенцијата директно, или ветеринарната инспекција, или најблиското ветеринарно друштво и да не ги допираат птиците. Данка Узунова е орнитолог. Работи во Македонското еколошко друштво. Со години проучува птици, но за среќа досега при нејзините истражувања не се сретнала со единка заразена со птичји грип. Таа објаснува дека позитивна околност за Македонија е што не сме централна миграцијска рута за многу птици. Колку повеќе луѓе има на терен, колку повеќе луѓе ги барат, ги наблюдуваат птиците, ги барат заради заразата или заради нивно истражување како што ние правиме, толку повеќе ќе знаеме дали има такви случаи. Еве, например, случајот со заразата со птичји грип и поморот на пеликаните што се случи во Мало Преспанско езеро, се случи бидејќи прво тоа е популација која што е многу густа таму и второ дека има луѓе кои што се цело време таму и активно и ги истражуваат и спроведуваат секакви мерки за нивна заштита. Узунова вели дека има разни начини како државите се справуваат со птичјиот грип, од изолација и ограничување на движење до фрлање морска сол или натриум хипохлорид врз местата каде што се најдени угинати птици. Превентивен чекор е живинарски фарми да не се лоцираат во близина на водни живеалишта каде што доаѓаат дивите птици.
Да не ги стават во близина, да не бидат блиску до нив, да бидат секогаш оградени, да нема интеракција, особено да бидат домаќинетите вакви патки и гуски кои што луѓето ги чуваат како живина. Особено да се погрижат да бидат згрижени и затворени во зимскиот период, кога најчесто доаѓаат на презимување или пак се враќаат на гнездечките територии, водните птици во регионот каде што се наоѓа во нивна близина. И тогаш, бидејќи овие сепак летаат, да нема мешање и движење на тие домаќинети патки и гуски на територијата на водните живеалишта каде што живеат овие диви видови. Високопатогените соеби на авијарната инфлуенца се исклучиво опасни за живинарската индустрија и можат да нанесат огромни штети. Птичиот грип или авијарната инфлуенца, особено високопатогениот сој H5N1, е вистинска закана за живинарската индустрија. Но болеста е зоонозна, односно се пренесува и на човекот. Отсуството на антивирусно лекување и на вакцини ја прави високо ризична. Оттука е многу важно раното откривање и пријавување, како и преземањето заштитни мерки. Птичиот грип не представува главна опасност за луѓето, иако постојат заразени кои пројавуваат симптоми слични како и кај други форми на грип. Вирусот не може да се пренесе преку термички обработена храна, месо и јајца, а во оние ретки случаи каде што се пренел, тоа било преку директен контакт со животно.